stani odi. Zemlja postelka ta i odi si. Verata tvoja te spasuva. Verujem u Isus, moj Gospod, spasitelj, koji će pretrpi do kraja, će bide spasen. Ostavi se zemno, vrli do mene. Ja sam tvoj od Gospod, doktor, spasitelj. Stani i odi, Isus te iseli. Iseli po celim svet, me возлюbi. Tvoj ljubov me napori, rode su. Tvoj ljubov tvoja, što nikogaš ne zopira. Me iseli po celim svet, me возлюbi. Tvoj ljubov me napori, rode su. Tvoj ljubov tvoja, što nikogaš ne sopira. Što sa každa naprava za tebe, da gledam, podam, slušam, ljubav Isuse, se možno za onoj koji veruva. Neka ti bide svoje verata. Me isceli po celi svet, me возлюbi. Tvoj ljubov me napoji, roden su. Tvoj ljubov tvoja, što nikogaš ne sopira. Me isceli po celi svet, me возлюbi. Tvoj ljubov me napoji, rode su. Tvoj ljubov tvoja, što nikogaš ne sopira. Slava ti Gospod. Ne umrena devojčeko samo smiješ. Devojko, devojko, tebe ti vela, ne plaši se, samo veruvaj. Ljubov za strah nema, koji se boji nezavršen. Po Isusa Hrista strah nema, što podobran te ozdrava. Ne plaši se, samo veruvaj, nema da me ostavam sami. Ne se plašam i veruvaj, Isus te ne brani. Ne plaši se, samo veruvaj, nema da me ostavam sami. Ne se plašam i veruvaj, Isus te ne brani. Pozivo mi, verata tvoja te spasi. Dopri se do njegovo srce, to primi go, padni na kolena i moli. Ne plaši se, samo veruvaj.
se plašam i verujem, Isus te ne brani. Plaši se, samo veruvaj, nema da me ostavam sami. Ne se plašam i verujem, Isus te ne brani. Plaši se, samo veruvaj, nema da me ostavam sami. Ne se plašam i verujem, Isus te ne brani. Slava ti Gospode Isuse Hriste. Slava ti Gospode Isuse Hriste. Slava ti Gospode naš. Tatko, slava ti Gospode Isuse Hriste. Slava ti Isuse. Още една, ajde още една. Ajde още една песна. Слава ти Исусе. Е пастир мой, нищо не ми недостасува. Он ме пасе на плодни пасища, на тихи води ме води. Я крепи душата моя, по път на правда Той ме води. Заради името Твое, Татко мой, предувам ми от Исусе. Не се плашам от зло, Ти си со мене, мили Исусе, Твой жезл спокой ми дава, жива вода от тровата. Не се плашам от зло, Ти си со мене, мили Исусе, Твой жезл спокой ми дава, жива вода от тровата. Трапеза ми приготви пред неприятелите мои, со елей ме помаза, со блаженство ме напои. Милоста ме придружува во сите дни на животот, во домот Татко престојува многу дни, многу дни. Не се плашам од зло, Ти си со мене, мили Исусе, Твој жезл спокој ми дава, жива вода од тровата. Не се плашам од зло, Ти си со мене, мили Исусе, Твој жезл спокој ми дава, жива вода од тровата. Слава ти Господе Исусе Христе. Слава ти Господе наш Татко. Исусе златен наш, Господе Спасителе, доктор наш исцелител, цар на сите, цар на нашите срца, единствен цар, цар на небесата, царството негово крај нема. Ние не сакаме земни царства и цареви, ние го сакаме царството Божјо кое нема крај. Ние денеска го објавуваме собрани во Твојата љубов, Татко, во името Исусово, во овој дом, во секој еден од нас, Царството Божјо, мирот Исусов, љубовта Исусова во секое срце, силата Исусова да дојде Духот Свети, да не исчисти, да изгони секоја злосила, секое зло, секоја мисла, секоја поставка,
Еве се покајуваме, ти го даваме срцето, твоето срце што чука во секој еден од нас, зашто ти си тој што чукаш. Еве чукам на вратата, го отвораме срцето да вечераш со нас. Собрани сме на Господовата вечера, согласни сме во името на Господ Исус Христос. Си простуваме едни на други, никого не осудуваме, простуваме на сите, ја прифаќаме Исусовата волја, се покајуваме за секој грев, од десната страна сите заедно велиме, не за сатаната и смртта, да за Исус во секој еден од нас. И велиме, бегај од нас, сатано, во името на Господ Исус Христос, не враќај се повеќе. Ние му припаѓаме на Исус Христос, напиши го твоето име во нашите срца. Овде живее Господ Исус Христос. И се што не е од Исус да си замине од овој дом, од секој еден од нас. И мирот Твој да се всели во секое срце, во секоја душа. Се што не е од Исус да замине, тоа е заповед, не отстапуваме, не се откажуваме, веруваме колку си напало зрно и остануваме во Твојата љубов. Слава Ти, Господи Исусе Христе, што ги излеваш Твоите слова, ние ја сеќаваме Твојата љубов. Минатиот пат во четвртокот Ангелина загатна едно прашање кое дојде во духот, е интересно, оти отвара еден однос, нешто што треба ние да го разбереме, тоа постојано се навраќаме и не навраќа на тоа духот, каков е нашиот однос со Исус, што сме му ние нему, што треба да направиме, како да го направам тоа, и среќаваме постојано луѓе кои доаѓаат до една состојба, ќе ги свлечка некоја состојба и не знаат како, а велат верувам, се борам, а нема материализација, нема ослободување. Значи стихот е спознајте ја вистината, Исус спознај го и вистината ќе те ослободи. Али ние не мислиме само со умот да спознаеш некој, значи да му дозволиш да живее во твоето срце. Одиме, значи, Марко 3, 28-30, Исус им зборува, вистина ви велам на своите ученици, значи ние мора да бидеме негови ученици, ако сакаме да се промениме, ако се љубите еден со друг, вели тој, значи тоа е дефиницијата, тоа е правилото, ќе ве познаат дека сте мои ученици. Значи, тоа е суштината, тој им вели, вистина ви велам, тоа го кажува кога повторува по два пати, вистина ви велам на човечките синови. Значи, синови човечки се луѓе кои се уште не го спознале Исус, кои не го знаат, синови човечки и синови Божји, синови ѓаволски и синови Исусови. Тоа е целата суштина, двете поделби на земјата, нема меѓу состојба. Значи, ова треба да го разбереме, изгледа некој па добар е, не е лош, ама не му е Исус во срцето, тој е син сатански, тој е син телесен, нема разлика. Значи, на синовите човечки ќе им се простат сите гревови и хули, колку и да хулат. Ќе видиме после на крајот зошто, па затоа што тие не знаат, не е нивен гревот, не ги поучиле, не дошол некој до нив. Но вели понатаму, кој ќе похули на Светиот Дух. Ова е важно. Нему нема да му се прости, овде вели никогаш. И тоа е важен збор, никогаш, и ќе бине виновен пред вечниот суд. Тоа е тој суд кај што си ти виновен. Вечниот суд кај што си сакал да се искачиш највисоко, си паднал долу и сега повторно си продолжуваш по своите идеи, по своите чувства, по своите замисли, по својата волја, па одиш на планина, се качуваш, тоа е истата момент на Вавилонска кула, одиш на врвот на планината, мислиш дека ти ќе се искачиме највисоко, велат вавилонците. Ќе направиме кула највисоко, повисоко од Господ, да се здобиеме со име, сатанската природа. Значи нема да им се прости ниту на друг препев, вели ќе дојдеме до тоа, ниту на овој, ниту на оној свет. Хула против Свети Дух. Треба да го знаеме ова. Тоа никогаш е важно и ќе не држи во овој материјален свет. И што му велат на Исус, тој има нечист дух, не знае тој и така натаму, значи тоа е од тоа што го загатна, и веднаш лезе да покаже дека тој е учителот. Не викајте никого учител на земјата, не викајте никого татко, не викајте никого наставник, тој е учителот Исус. Како? Па на апостол Павле посланија му слегува, вака ги правеше тој.
Како правеше тој? Тој добиваше, можеш да ги пишуваш, можеш да ги зборуваш во говор директно, но кога ги пишуваш остануваат и затоа е останато во посланија. Значи тој зборуваше, целата суштина, одиме, значи доаѓаме кај сме сега, вистина ви велам, се враќаме на истиот стих, на човечките синови ќе им се прости се, но кој ќе хули против Светиот Дух нема да му се прости. Важен е овој момент. И уште велиш, нечист дух има во тој што ти зборува, Марко 4:28-30. Значи, тие не го примаат духот. Ова е важен момент. Зашто велеа, нечист дух има во него, си имаат свој дух. Пази сега. Духот на овој свет не сака да се промени. Не сака, тоа е целата суштина на луѓето што заменуваат, бидејќи духот ги тера во заедницава да се променат. Тој не сака се држи до своето и си се враќаш во својот дух. Значи не сакаш да му се предадеш, на Исус во власт, во собственост. Тој е ти си негова собственост, по своја волја си се оттргнал, тој сега за да ти помогне ја пролева крвта на Исус за да ти даде сила. И тоа е хула против Свети Дух. Ќе видиме, значи никогаш нема да ти се прости. Значи мораш да го примиш духот. Таму има некој звук оди. Мораш да го примиш духот и сега се враќаме на тие моменти од Јован. Ако некој не се роди од озгора. Значи мораш да се родиш од озгора. Тоа е духот. Не може да го види Царството Божјо. Јован 3:3. Нема да го видиш, тоа е никогаш. Нема хулиш против Свети Дух. Ќе видиме зошто. Ако некој не се роди од вода и тие мислат само во вода, зборува за жива вода, за дух. И од дух не може да влезе во Царството Божјо. Тоа е никогаш. Никогаш е тоа. Тоа е состојба која е менio, роденото од тело, ние сме од тело, тело е, роденото од дух е дух. Јован 3:5-6, ние мора да се родиме во дух. Тоа е тој процес што треба да го научиме преку себе си, секој да го разбереш, не само во умот, во срцето. И тој вели, без духот ти, ова го кажува, го има на повеќе места, без духот ти не си Христов, не си во Исус ти, не си христијанин, тоа е никогаш. Без духот никогаш нема да бидеш во Царството Божие. Тој е моментот на тој. Ти си мртов тогаш, немаш дух. Имаш дух во срцето, дахнат ти е дух да бидеш жива душа во лицето, но не си жив. Тие се живи и умрени, тоа се мртовци кои ги погребуваат своите мртовци. Тие се мртви и немаат дух, им вели на едно место. Имаш дух во срцето, да, тоа е духот на овој свет. Сатански дух, паднат, собствени мисли, собствени желби, собствени постапки. Доаѓаме на клучната разлика кога се распаднува христијанството со Исус врската. Кога на Мојсеевиот стол седнаа фарисеи, книжници и садукеи. Значи до тогаш таткото им даваше, тој им бираше цареви, тие рекла ние ќе си избереме сега цар. И кога почнаа да ги избираат, седнаа тие фарисеи и садукеи. Немаат веќе избран цар, самите се бираат едни со други и вели според делата нивни не постапувајте. Болно е со фарисеи во заедниците. Ги гледаш делата, зашто тие говорат, а не извршуваат. Сме го зборувале овој стих кој е раскрсница и го објаснува принципот Матеј 21:2. Не ја извршуваат љубовта. Тоа е хула против Свети Дух. Не ја извршуваат неговата волја. Со духот на овој свет се немаат сила да се промениш, констатираш, разговараш, не сакаш да се дадеш, значи не примаш, немаш сила да ги освети духот. Повикани сме на осветлување, нели, за да го грабнеш Царството Божјо. Царството Божјо, нели, само силните во сила, тој ќе ти даде сила. Тоа е грев против Свети Дух. Знаеш за Исус, тврдиш дека си во Исус, зборуваш за Исус, а не го примаш духот, не му дозволуваш на духот да се насели во твоето срце. Тоа е грев, хула против Свети Дух. Значи, и потоа вели, не викајте никого на земјата татко. Ова го се враќаме, значи, наставник и учител, зашто тој е учителот. И тој принцип не го разбираат. Они си имаат татковци, некои ги викаат свети отци, некои се татковци на основачи на единици, на цркви, на заедници. Се исклучи манда. Значи, имаме повеќе моменти. Учители имаат земни, тој принцип не го разбира. Па тоа значи Исус е учител. Тој ги дава проповедите. Јас не ги анализирам сам.
Па пазете, кој сум јас, замисли, да земам словото кој е дух и живот, да го анализирам со сопствениот ум и да го толкувам. Тоа е хула. Значи, тоа е духот на вистината, Исус, Светиот Дух. Тој те осветува. Само ако му дозволиш да живее во твоето срце. Значи, да го примиш во срцето. И Отецот и тој, како што вели, да направат сокровиште во моето срце. Значи, тоа подразбира, кај што вели, Синот човечки нема каде глава да послони. Тоа значи со духот да живеат во тебе, да те водат, да ти помогнат, да го примиш духот во срцето, нели? Со телото сум одсутен, пак доаѓаме на оној стих кој го кажува апостол Павле, бидејќи тој ни е одредница за тоа што значи син човечки кога му се простува и кога не хули против Свети Дух. Со духот сум одсутен, тој го збори за одредена заедница, но тоа е порака на Отецот за нас. Со телото сум одсутен, но со духот сум со вас. Тоа е точката кај што треба да се случи, да биде присутен во моето срце, да сум едно тело, еден дух со Отецот и со Отецот да бидеме едно, не сум личност, сад сум, како што е Исус едно со Отецот и јас да бидам едно. Тоа значи тој да зборува, тој да ги врши делата, тој да ме промени, тој да ме роди во внатрешниот човек. Тогаш сум јас, не хулам на Светиот Дух. Значи во внатрешен човек, духовен да расне, а телесниот човек да се смалува, Матеј 23, 38, 39, без духот, јас сум хулител на Бог Отецот, без разлика што зборувам. Друг препев вели, кој греши според Светиот Дух, ова ви го кажав и на почетокот, нема да му се прости ни на овој, ни на оној свет. Зошто? Па на тој свет ќе отплаќаш, овде што си погрешил кога ќе поминува низ оган, нели? Тоа си ти телесен. Ете, и сега доаѓаме до оној стих, никогаш, што значи? Нема да му се прости никогаш. Се изгуби мандат. Нема да му се прости никогаш. Значи, кој хули против Светиот Дух и ни на овој, ни на оној свет. Еве го стихот, што значи никогаш? Ете, се остава пуст вашиот дом. Твоето срце, тоа си ти. Зошто ви велам, нема да ме видите од сега, ја додавам довека, а Исус вели, додека не кажете, благословен е оној што доаѓа во името Исуса. Значи, дошол некој и ти не си му рекол благословен е оној, ти си му рекол имам јас дух, имам јас и се молам, јас и знам, јас имам стихови, јас сум спасен, цитираш, осудуваш, лицемер, клеветиш човеку. Па не ти е местото во Исус. Подобро е ние да ти кажеме, кога сме со собственост на Исус заедницата, отколку, например, да те лажеме, да ми си седи во црква 30 години, по било која деноминација, не се променил, хула против Свети Дух, си живее по старо и ти не му кажуваш, па тоа е мртва црква, тоа е лага, тоа е хула на Светиот Дух. Значи, се додека не кажете, благословен е оној што доаѓа, тога тоа никогаш ќе исчезне. Тоа може да трае милениуми. Нема да ти те прости. Ќе си седиш во материјалниот свет, ќе си бидеш се и се што, кал земна ќе бидеш. Ќе бидеш свинско, кучешка заедница телесна, понатаму го има тој стих. Значи, се додека не кажете, доаѓа со духот да примиш, велиш, имам јас дух. Само јас ли немам дух? Па јас имам дух, мене духот ме учи. Ама ако те учи духот, ти ќе имаш служба. Ти ќе бидеш како апостол Павле, ќе одиш, ќе се случуваат работи, ќе има исцелувања, песни, проповеди, книги, луѓе, заедница, ќе трае тоа, жива вода ќе тече. Пазете, тука е целиот проблем. Тоа ми го рекле и други, например, тоа е хула. Јас сам си се молам, знам јас. Тој вели да примиш вера, да се исцели, имам јас вера. Ама ако имаш вера, зошто седиш болен? Ајде, не е битно. Имам јас, знам, мене Исус ме учи. Добро, прошле 10 години од тој настан, гледам дека на истото ниво си нема никаква промена. И ќе ми рече, само ти ли знаеш да ми зборуваш за Исус? Не знам јас. Но тој што знае, слегува и нели по делата ќе ги познаете. Ако си дошол во заедница, нели, јас ништо не знам, но знам да кажам 3 елементи кои одредуваат дали јас хулам на Светиот Дух. Освен по делата ќе ги познаете, 3 филтри се важни. Јас велам Ава Оче, татко велам постојано, сигурно слушате.
Дошто кога ќе дојде Духот, тој ќе вели татко, нема да вели Господ. Јас имам татко на небесата. Второто е, никој не може да го нарече Исуса Господ, освен преку Свети Дух. Од сабајле до вечер ќе викаш Господе Исусе Христе, Господе Исусе Христе. И третото кое беше, те сакам Господи Исусе Христе и го славам Исус постојано. Мене ќе ме прослави. Не славам никого друг. Ни градби, ни датуми, ни жени, ни мажи, ни начмичи некои што работеле, не знам што заработеле. Зарем Петар ќе го славам кој се откаже од Исус. И Исус му рече, бегај од мене, Сатана. Но позитивното е, Петар не избега, а денеска да му речеш на некој треба да се промениш, избегал, па тој не е христијанин. Јас ви го кажував примерот со мојот другар Актер. Му реков, бегај од мене, Сатана, еве го се дружиме. Остана. Пази, го разбрам, го кажав стихот да прочита што пишува. Ете, тоа е хула против Свети Дух. И сега јавно како евнухот чекаш, бараш водство, говориш, по делата ќе ги познаеме. Дали има род заедницата, дали дава плодови, го гледаш тоа. Дали има дух, има многу луѓе што не следат. Го гледа, ама не доаѓа. Тоа што те плаши, што не ти дава да дојдеш, тоа е хулата. Знаеш за Исуса, ама не доаѓаш, побарај помош да дојдеш. Не се приклучува. Се молиме во проблеми разни, си седи на старото знаење. Погрешна поука, без духот, хулата не се простува. Прашање на момент кога ќе ти се материализира болест. Гледаме болни луѓе христијани, безсилни, Господ не ги слуша. Па не ги слуша, бидејќи ти не го слушаш. Ти сам себе се слушаш. Погрешно учење те затрул, хулиш на Светиот Дух. Ти си сега знаеш, спасен си, велик, осудуваш, озборуваш, клеветиш, славиш се и се што му се поклонуваш на светот, на било што е тоа. Со духот на овој свет. Не го прифаќаш оној што доаѓа во името Исусово. За кажеш благословен си, сакам да бидам во Исус, ќе кажеш со устата, но срцето ти е далеку. Не примаш дух. Додека не ги направиш моментите, поклон пред него, јавно зборуваш. Жеднееш некој да ти каже, ти праќа човек тогаш. Ти зборува и ти ќе речеш благословен е оној и тогаш тоа никогаш станува сега и овде и ти примаш дух во Исус Христос. А вака не прифаќаш и тераш по свое, тоа е хула против Светиот Дух. Тоа не се простува. Не го примаш духот. Не поминува, остануваш во материјалниот гревовен, видите, тоа е пишано, па го ми стече во го свинско кучешки свет, односно религија. Си ја промашил вратата, патот, живееш во мртва заедница. Без дух, не си христијанин и никогаш на тој начин нема да дојдеш во Царството Божие. Ке се враќаш во светот милиони години, но тоа не е вечност. Вечност е само љубовта на мојот татко. Тоа ви го тврдам, значи никогаш нема да поминеш. Ке си се враќаш во овој паднат духовен свет, ново небо. Се додека еден ден не дојде некој да му кажеш благословен е овој што доаѓа. Фала ти Господи Исусе Христе, да го отвориш срцето, да ја примиш вечната љубов, бескрајната љубов која нема крај. Хулење на Светиот Дух е одбивање да го примиш Господ Исус Христос во твоето заклучено, тврдо, неверно, не знам како да го наречам, срце, Балкано, полно со светот. Ете, тоа е хулата. Такви имавме многу, жал ми е за нив. Немаш своje сведоштво. Тогаш си бесилен христијанин, болен си, се плашиш, се криеш, глумиш дека си христијанин. Ете, тоа е театарот. Глуми он некој друг и чека да му ракоплеска. Аристотел го нарекува многу добра дефиниција. Просјаци на фалби, уметници. Гледајте како настапувам. Што настапуваш? Ти си ништо. Ти си канта, ако духот не ти даде сила и Исус да ти даде. И на крајот на животот се благодарува на сите, но само не на Исус. На човечките синови без Исус, ќе им се простат сите гревови. Тој не дознал за Исус. Овој дознал, знае, ама чекај сега, до тука Исусе, не ми се мешај сега, јас имам своји правила. Ако кажат нешто против синот човечки, ќе им се прости, против Светиот Дух не го примаш духот. Еве го нашиот јунак апостол Павле. Тој ги гони христијаните, ги убиват, стеди кај Стефан, му се простили. Да. Зошто? Зашто Господ знаеше таткото што има во неговото срце.
но падна од коњот, го чукна, ослепе. И потоа му рече, јас сум Исус кого го прогонуваш, пазете сега. И тој не рече, кој си ти Господи, не икам, јас знам, јас имам. Тој рече, не знаев ли како беше, го нема да пише на тој стих, благословен оној, но го кажа тоа. Значи, не можеш да се риташ против бодило, а тој му вели, кој си ти Господине, јас сум Исус кога го прогонуваш. Толку е кажано. Другото се подразбира. Падна апостол Павле, му се прости се. После кратко време, Ананија полага раце, му паѓаат и тој прима дух. Нити оди во вода, нити прави. Прима дух. Значи, рече благословен оној што доаѓа. Сакаше да прими и веднаш отиде да проповеда. Значи, добиваше вакви во срцето, проповедаше и тие се чудеа, па не ли е овој? Пазете сега, падна пред Исус, ослепе, се покори, се покаја, прими дух. Значи, духовно се крсти, се роди и веднаш зборуваше, сведочеше јавно за Исус. И се тие велеа, па чекај, не ли е овој истиот човек што ги гонеше христијаните? Не е истиот. Тоа е суштината. Ти не можеш да бидеш истиот човек. Не можеш да бидеш. И пазете сега што се случува. Ја кажува дефиницијата апостол Павле. Кому му се прости што хулеше како син човечки, но дозволи духот да се насели, не похули против светиот дух. Не живеам јас. Тоа е одредница да разбере, туку Исус живее во мене. Тоа е суштината, тоа е реалност. Мораш да му дадеш, тогаш не хулиш против светиот дух. Тогаш си едно, тогаш имаш сила, тогаш си молитвен војник и ќе велиш, бегај од мене, Сатано, во името Исусов. И секој од нас треба да пресуди. Кој живее, кој зборува, кој љуби во мене. Пазете, меѓу хулата и Духот Свети, меѓу Духот Исусов и Духот на овој свет, тука паѓа христијанството и никогаш нема да се прости. Ке чекаш, ке дојде пак некој после не знам колку години, ке ти треба да ти каже дека да кажеш благословен оној што доаѓа во името Исусово. Значи он вели вака, да ви даде по богатството на својата слава. Ефесијаните 3 и 4 ќе изчитаме, да го дополниме ова, да се утврдите преку неговиот дух, да се утврдам, да се укрепам преку неговиот дух во внатрешен духовен Исусов човек. Ова е реалност, мораш да го дозволиш. Тогаш не хулиш против светиот дух. И преку верата, значи верувам, доверба, поверение, се сум му предал верност да се всели Исус во нашите срца, истото го објаснува, да вкоренети и утврдени во љубовта, да се насадам, да разбереме и така натаму, да ја осознаете Христовата љубов, ова е важен, што го надминува секое знаење. Полно беа овде луѓе, одат по знаења, едно гледа, друго гледа, трето гледа, четврто гледа, нема само хулиш на Светиот Дух. Зошто одите таму? Па да дознаеме нешто. Па што треба да дознаете? Да љубите. Знаете? И сега, оној според силата, оној, таткото е тој, кој во нас действува, мораш да му дозволиш, може да изврши се, изобилно се, што ќе побараме или помислиме. Кога е тој внатре во нас, може да изврши се што ќе побараме и помислиме, тогаш ќе разликуваме што е неговата волја. И овде го велам, да не живееме повеќе, 17 стих 4 Ефесијаните, како што живеат другите незнабожци, јас велам христијани, по суетата на својот ум. Не можеш со собствен ум, со собствена волја да бидеш христијанин, тоа е хула. Не му дозволуваш, значи синот човечки нема каде глава да подслони во твоето срце. Значи помрачени во разумот, отуѓени од Божиот живот, поради незнаење, но и тврдокорноста на нивното срце. Тој ти чука, ти не му го даваш срцето и мислиш дека си во Исус, си раскажуваш приказки, вие не го познавте Исуса, ако на вистина сте чуле и така натаму, вистината е во Исус и еве го овој стих, со ова ќе завршиме, отврлете го од себе стариот човек. Не може стариот човек. Па не ли ово истиот човек? Апостол Павле утрето ден, по 5 дена,
влезе во синагогата и зборува за Исус. Не ли ово истиот што не гонеше, видете што зборува? Не е истиот. Се роди новиот, тој се викаше Савле. Предходното име Савле значи просветен, по телесен јазик, а Павле значи малецо, детенце на Господ. Ете, тоа треба да бидеме да го научиме ние. Отврлете го стариот човек кој живее според поранешното живење. Се распаѓа тој во измамливи желби. Затоа се луѓето болни. Кога е христијанин, болен е добро. Се уште не е умрен. Гледаш некој не е болен, но тоа е, пак ќе речам, го давам тоа како сварен компир. Сварен компир, ако го насадиш, не раѓа. Мора да е жив. Тој е се уште жив штом го напаѓа болеста и има шанса да се обновиш со духот, да се облечеш во новиот човек, според Исус и така натаму. И на крајот вели, не давајте му место на сатаната во вашето, во нашето, во секое срце. Штом ти Исус не го примаш, таму има некој друг, нели ја пеевме таа песна, пак ќе се навратиме, многу добро одпеана од македонскиот народ. Сигурно тие биле пејачи горе со сатаната, штом се тука избран народ, штом толку песни. На срце ми лежи, мила мамо, една лута змија, тоа е ти што сакаш, не ми била змија, туку кара црн мерак, тоа што си сакам јас. Ето тука е проблемот, значи не му давајте да дојде во вашето срце, тоа е хула, не му дозволуваш на Исус да те преплави. Предај се што имаш, остави се земно и врви по мене. Исусе, поставаме се земно и врвиме по Тебе. Те љубиме, Господи Исусе Христе. Сега ќе испееме уште една песна, Стани Лазар.